Добар ден, пладневни вести на Канал Плюс и вие дело настаните во нив. И годинава продолжуваат активните владини мерки за вработување. На средината на месецот ќе има нов оглас за самовработување. Годинава ќе бидат офатени над 13.000 лица со пракса и вработување. Македонија е меѓу европските земји со најмногу празници. 11 државни празници, 9 верски, 7 национални. Заетничките заедници се празнуваат годишно. Од вчера голем дел од државата е под снег. Најмногу снег наврна во Лазарополе, а најстудено утринава беше во Куманово. Големи количини снег падна и на крајниот исток. Со активни мерки и обуки годинава ќе се поттикнува вработувањето. На 15 овој месец ќе биде објавени првиот углас за мерката самовработување. Преку Агенцијата за вработување годинава ќе бидат реализирани 28 мерки и обуки со опфат на 13.500 лица. Нов оперативен план за 2016 година предвидува вработување на околу 8.700 лица. Ова го најави премиерот Никола Груевски, истакнувајќи дека севкупно со планот ќе бидат опфатени 13.500 лица, но оние кои нема да бидат вработени ќе поминат низ обуки. Конкурсот за првата програма, што ќе треба да се објави од оперативниот план за вработување, очекуваме да се објави на 15 јануари, ќе биде уште еден допринос кон намалувањето на невработеноста, односно зголемувањето на вработеноста и многу луѓе кои што во моментот немаат свое вработување преку серија од мерки кои што се влезени во оперативниот план за вработување, ги има над 20, ќе биде овозможено нивно вработување. Во оперативниот план за 2016 вкупно се 28 мерки, од кои најголем дел се за поддршка на социјално ранливите категории, а особено ќе се посвети внимание и на младите до 29 години. Овој план е во износ од 11,5 милиони евра буџетски средства. Од почетокот на годинава стапија на сила законските решенија кои им овозможуваат на земјоделците во нивниот стаж да се смета и времето поминато во осигурување според Законот за старосно осигурување на земјоделците, кој се применуваше во периодот од 1978 до 1988 година. Со ова се отвара законска можност за околу 400 индивидуални земјоделци да го решат проблемот со недостиг на стаж и да го остварат правото на старосна пензија. Заради исполнување услови на пензија, индивидуалниот земјоделец може да се земе и стажот во осигурување поминат според старото осигурување на земјоделците, кој што бил платен во времето на важењето на истиот, значи до 31.12.88 година. Исто така, заради остварување право на пензија, можно е да сето она што не е регулирано после 1.1.89 година, значи ако не остасува стаж, неплатен стаж, а не може без тој стаж да отиде во пензија, можно е да изврши уплата на дел од тој неплатен стаж до исполнување на условот до 15 години. Значи да се земе и делот на старото осигурување, и ако тој не е доволен, и тогаш што да се и доплати година, 2, 3, во зависност колку фали до 15 години, само во случај да овие лица на денот на стапувањето на сила на овој закон, 27.8. или пред тоа, биле евидентирани како индивидуални земјоделци според Законот за пензиско и инвалидско осигурување, значи имале статус на индивидуални земјоделци и како такви имаат право да ги корисат бенефитите од овие измени на Законот за пензиско и инвалидско осигурување. Според законски уредените денови за празнување, Македонија е меѓу земјите во Европа со најмногу празници во годината, заедно со Кипар и Словачка. 11 државни празници се празнуваат кај нас, како Нова година, Божик, Денот на трудот, Великден, Денот на македонските просветители, Илинден, Рамазан Бајрам, Денот на независноста, Денот на народното востание, Денот на револуционерната борба и 8 декември Свети Климент Охридски. Покрај државните се празнуваат и верски празници. За православните верници неработни се уште 5 празници, католиците слават уште 3, а муслиманите плюс 1 верски празник.
Од вчера поголем дел од Македонија е под снег. Во Лазарополе утрово се измерени 21 см снег, во Маврово 20, во Пожаране 19 см, во Тетово снежната покривка е со дебелина од 12 см, во Крушево 9, во Бирово 5, во Скопје 3 и во Прилеп и Претор 2 см. Во дел од државата имаше обилни врнежи од дожд, 29 литри на метар квадратен е водениот талок во Дебар, 27 во Охрид, 18 Маврово, 15 Пожаране, 11 Гевгелија и 7 Виница. Утрово беше најстудено во Ѓуриште и Куманово -8 степени, во Скопје, Берово и Крива Паланка беше -6, Тетово и Штип -5, Виница -3 степени. Европа наскоро ќе се соочи со вистинско мигрантско цунами, изјави поранешниот чешки председател Вацлав Клаус. Некои во Европа мислат дека мигрантскиот бран помина, но тој туку што почнува. Сега доаѓа вистинско цунами, рекол Клаус. Според неговите зборови, мигрантскиот бран не може да биде сопрен во центарот на Европа, така да тоа треба да се реши на надворешните граници. Клаус смета дека Чешка на крај ќе прифати систем на квоти за прераспределба на бегалци кој го предлага Европската комисија. Тие квоти сепак нема да ја решат мигрантската криза, наведува Клаус. 13 лица загинаа, уште 6 се повредени во неделата во северозападен Пакистан во експлозија на резервоар за газ во автобус кој пренесувал сватови. Автобусот кој бил во конвој возила со кои се превезувале гости на свадбена свеченост во округот Карак, скршнал од патот и паднал во провалја, што ја предизвикало експлозијата на резервоарот со природен газ. Меѓу 13 жртви, 5 се жени и 5 се деца. Експлозиите на природен автогаз се релативно чести во Пакистан, во приватните и во возилата на јавниот транспорт, при што често има повеќе жртви. Од 1 јануари 2016 година новата регулатива на Европската Унија налага 65% од кутијата со цигари да може да биде покриена со фотографии кои укажуваат на штетноста на пушењето, што остава помалку место за логото на компанијата. По изгубената судска битка, компаниите се принудени да го отстранат својот логотип од пакувањата, бидејќи се повеќе земји се вклучуваат во борба против пушењето. Многу тутунски икони исчезнуваат од полиците. Битката ја предводи Австралија, која пред 3 години воведе експлицитни предупредувања, како слика на бели дробови на починото лице, кое било долгогодишен конзумент на цигари. Државата тврди дека тој потек го намалил бројот на пушачите за 15%. Постоја докази дека здравствените предупредувања делуваат во смисла на одвраќање на младите луѓе од пушење цигари и помош на постарите да престанат да пушат. Текстуалните предупредувања се добри, но сликовните се поефикасни. Денес повеќето земји забранија телевизиски реклами за цигари и воведоа ригорозни медицински предупредувања. Општина Штип, градоначалникот Илчо Захариев и Брегалничката епархија на чело со митрополитот Иларион по трет пат го организираат традиционалниот турнир во мал фудбал, наречен Водици 2016. Нови традиционален турнир учество ќе земат 12 екипи и тоа во две групи, по 6 екипи, а ќе се игра по системот секој со секого. Првите надпревари се денес, а 12 екипи кои зедоа учество се сите од Штип и само една од регионот, односно екипата на Ел Тигра од Лозово. Финалните средби ќе се одиграат на празникот Водици. За овој турнир се предвидени символични награди. Овде е крајот на вестите, а повеќе за денешните активности гледате во Дневникот во 16:30. Пријатен ден!